Добре дојдовте во видео часот по предметот физика за 8 одделение, тема сили и движење, наставна единица пресметување на брзина од поминато растојание и време. Критериуми за успех се следните. Можам да пресметувам средна брзина, можам да представувам резултати во табели, диаграми и со графикони, можам да извршувам едноставни пресметувања, можам да идентификувам трендови и шаблони во резултатите, односно корелациите. Брзина на движење на телата. Едно тело велиме дека се движи, ако ја менува својата положба во однос на некој референтно тело. Таа промена на положбата може да се одвива за подолго или пократко време. Промената на положбата е побрза ако телото за ист временски интервал поминува поголемо растојание или за пократко време изминува подолг пат. За поедноставно опишување на движењата на телата се воведува физичка величина брзина. Брзината се означува со мала латинска ракописна буква В. Пресметување на брзината. Брзината на телото се добива како количник од изминатиот пат и времето за кое е изминат патот. Со символи B еднакво на S врз T. Мерна единица за брзина во SI е 1 метар во секунда. Едно тело велиме дека има брзина од 1 метар во секунда, ако за 1 секунда изминува пат од 1 метар. Физичките величини, нивните мерни единици и ознаки се внесени во табелата со цел нивно полесно запомнување. Физичката величина изминат пат се означува со буквата S, мерна единица во SI за изминат пат е метар, метарот се означува со буквата M. Времето за кој изминат патот, односно временскиот интервал, се означува со T, мерната единица за време во SI е секунда, а се означува со S. Физичката величина брзина се означува со V, незината мерна единица во SI е метар во секунда. Да ги погледнеме резултатите добиени од мерењата зададени како домашна работа. Како прва активност во домашната работа беше зададено следното. Направи мерења колкав пат ќе поминеш за 10 секунди, а потоа за 20 секунди. Ако се движиш бавно, брзаш, трчаш или возиш ролери или велосипед. Измерените вредности представи ги табеларно преку столбец диаграм и графички. Дадена е табелата на измерени вредности. Нека задачата е решена. При бавно одење, за 10 секунди се изминале 3 метри, а за 20 секунди 7 метри. При брзо одење, за 10 секунди се изминале 10 метри, а додека за 20 секунди 22 метри. И сите други мерења во активностите се прикажани во табелата. Столбестиот диаграм за мерењата и графиконот изгледаат како на сликите. Од диаграмот може да утврдиме, односно да прочитаме дека најдолг пат сме изминале при возење велосипед за време од 20 секунди. Исто така и од графиконот можеме да прочитаме податоци колкав пат сме поминале и при сите активности при двете мерења. Наредното барање беше да се додадат во табелата
две колони во кои ќе се најде односот помеѓу изминатиот пат и времето, односно се бараат количниците помеѓу изминатиот пат и времето за кој изминат патот. Пример, при бавно одење, изминат пат 3 метри за 10 секунди. 3 го делиме со 10 и добиваме 0,3. Ако мерењето е за време на 20 секунди, тогаш 7 метри се измериле, 7 поделено со 20, 0,35 метри во секунда. Фактички, ние сме ги нашле брзините во сите активности. Забележуваме дека во примеров поголеми се брзините кога телото се движело 20 секунди. Може би вашите мерења се разликуваат. Ова е еден пример на мерења. Други мерни единици. Мерни единици за физичката величина време се минута, во една минута има 60 секунди, час 60 минути, односно 3600 секунди, понатака ден, година и така натаму. Мерни единици за физичката величина изминат пат се поголема од метарот е километар и тоа е 1000 пати поголема. Помали се дециметар, сантиметар, милиметар. 1 дециметар представува 10 дел од метарот, 1 сантиметар 100 дел од метарот и 1 милиметар 1000 дел од метарот. Задача прва. Атлетичар истрчал 200 метри за 25 секунди. Колкава е неговата средна брзина? Зошто го користиме терминот средна брзина? Затоа што тој тргнал од мирување и достигнал некоја брзина. Цело време нема да се движи со истата брзина. Затоа викам дека некоја средна или просечна вредност на брзината. Во физиката, кога решаваме задачи, треба први задачата да ја поставиме, па потоа ја решаваме. Што е дадено? Даден е патот и времето. Ги запишува. Се бара брзината. Решението. На почеток ја запишуваме формулата која ги поврзува брзината, патот и времето. Заменуваме, ги делиме 200 со 25, добиваме 8 и ја допишуваме мерната единица за брзина метри во секунда. Значи, атлетичарот имал средна брзина од 8 метри во секунда, тоа значи дека во секоја секунда изминувал 8 метри. Пример втор. Со колкава брзина се движи гепард, ако 0,25 км ги поминува за 10 секунди. Што е дадено? Патот и времето. Забележуваме патот е изразен во километри. Километри е вонсистемска мерна единица. Треба да ја претвориме во ЕСИ, односно во основна. Во 1 километар има 1000 метри, значи 0,25 километри ќе бидат 250 метри. Се бара брзината. Решението. Први ја запишуваме формулата што ги поврзува величините, брзината, патот и времето. Заменуваме и го добиваме количникот од патот и времето, тоа е 25 метри во секунда. Значи, гепардот во секоја секунда изминува 25 метри. Пример трет. Мила 100 метри ги поминува трчајки за 25 секунди, а Петар 4,5 километри за 30 минути. Кој се движи со поголема брзина? Најпрво ги поставуваме податоците. Дадено. За Мила, патот, времето, се бара брзината. За Петар, патот не е во ЕСИ мерната единица, ја претвораме од километри во метри. Времето, повторно, мерната единица за време е вонсистемска, ја претвораме во секунди. Во една минута има 60 секунди,
значи 30 минути 1800 секунди, се бара брзината. Забележувате во податоците дека величините се со индекси. Кога станува збор за поголем број податоци за иста физичка величина, тогаш за да ги разликуваме, додаваме индекси. Речение. За мила. Ја запишуваме формулата V1 еднакво на S1 врста 1, внимаваме кои податоци се однесуваат за мила, ги заменуваме, ја добиваме големината на брзината 4 метри во секунда. За Петар, повторно формулата ја запишуваме, заменуваме, го добиваме количникот и забележуваме дека тоа е 2,5 метри во секунда. Повторно ја читаме задачата. Прашање беше кој се движи со поголема брзина. Одговараме дека Мила се движи со поголема брзина, односно V1 е поголема од V2. Вака задачата е комплетно решена. Автобусот од возната линија Охрид-Скопје се движел со брзина од 20 метри во секунда. Читајќи ја реченицата, прашања на кои немам одговор се следни. По кој пат се движи автобусот? Дали преку Кичево или преку Битола? Дали автобусот се движи од Охрид кон Скопје или обратно? Моето прашање е следно. Дали потполно е определена брзината на автобусот само со нејзината бројна вредност и мерна единица? Одговорот е не. За нејзино потполно определување потребно е да се знае бројната вредност и мерната единица, тоа е 20 метри во секунда, правецот, која патека ја користи, дали преку Кичево или преку Битола, и насоката, дали оди од Охрид кон Скопје или од Скопје кон Охрид. Со тоа заклучуваме дека брзината е векторска величина. Ова е слика која ни покажува колку е важен правецот и насоката на брзината при евакуација во случај на пожар или земјотрес. За домашна работа предлагам да ги сработите следните активности. Прво, пресмете со колкава средна брзина се движиш кога одиш, трчаш и возиш велосипед до најблискиот маркет. Мерењата повтори ги и кога се враќаш дома. Користи паметен телефон за мерење на времето и определување на растојанието. Втора задача. Колкава е средната брзина на воз што поминува пат од 60 км за 120 минути? Внимавај мерните единици да бидат претворени во ЕСИ. Едно тело за 3 часа поминува растојание од 135 км, а друго тело поминува 960 метри за 2 минути. Кое тело има поголема брзина? Ви благодарам на вниманието.